Бети ти благодарам, добар ден и поздрав до нашите гледачи, да како што најави и ти се наоѓаме на националната арена Тодор Проески и за среќа денеска времето не послужи, немаме врнежи од дожд, па затоа ќе имаме убава можност да ви ги представиме на лице место одовде преку објективот на нашата камера активностите за целосна реконструкција на тревната површина на еден од нашите најрепрезентативни спортски објекти. Како течат работите и докаде се активностите ќе дознаеме во разговорот со мојот гостин денеска, тоа е Благојче Јакимовиќ, помошник директор на секторот за стопанисување со стамбен и деловен простор при акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор. Добар ден. Добар ден за гледачите на Македонската телевизија. Благодарност до вас што ни возможите да ги представиме објектите кои што може да се видат на камерите зад нас, дека се работи интензивно за реконструкција на националната арена Тодор Проески. Што се менува на теренот, докаде се активностите, до која фаза сте стигнати? Така, во моментот сме некаде по наше интервенирање во четвртата фаза, односно до предпоследната фаза на местење на хибридна трева. Во моментот се изведуваат завршни работи за рамнење на самиот стадион и за поставување на хибридна трева, но предходно, пред да се случи ова, да дојдеме до оваа фаза, е направена целосна реконструкција на системот за наводнување. Односно, е наместен и инсталиран систем по сите FIFA и светски стандарди со 35 нови прскалки и овој стадион повеќе ќе наликува како стадионите на сите светски метрополи. Како вид на трева ќе биде поставен и за да конечно немаме ситуација како што имавме на надпреварот со Италија? Така е. Во моментот се работи на поставување на хибридна трева, тоа можат да го забележат камерите и гледачите на Македонската телевизија. Во моментот е донесен хибриден бусен, кој во наредните денови се надевам до крајот на месецот ќе биде наместен комплетно и потоа ќе биде насејан со природна трева за згуснување на самиот терен. Станува за трева која што во моментот има на повеќе национални стадиони, како например на Сан Сиро, на Маракана во Белград и на други стадиони, значи станува за еден вид на најсовремена трева за да не ни се случуваат проблемите кои што ги имавме на надпреварот со Италија и на некои претходни надпревари. Ако говориме за степен на издржливост на тревата, имаат ли влијание временските услови врз тревната подлога? Така е. Степенот на издржливост на оваа трева е на температурна разлика од минус 20 до некаде плюс 45 степени. Станува збор за вид на трева која што ќе биде со природна трева и ова издржливост ќе може да има капацитет на одигрување на повеќе од 50 надпревари на годишно ниво. Нема да биде како претходниот кој што немавме степен на издржливост и за секоја утакмица дури имавме и проблем за одигрување на ваков вид на надпревари. Без разлика дали националната арена ќе биде користена за одигрување на надпреварите на националниот тим, овој вид на трева ќе може да дозволи издржливост на сите други надпревари, односно оние фудбалски клубови кои што ќе склучат договор со акционерското друштво со одобрение од наша страна ќе може да играат и степенот на издржливост ќе биде, како што кажав, до 50 надпревари на годишно ниво. Временските услови нема да имаат никаков проблем, односно овој вид на трева дозволува во тие временски услови да може да се игра секој фудбалски надпревар. Сакам да подсетам, дури во зимски услови стадионот има и систем за грејање кој што нема да представува да имаме проблем за одигрување на надпревари кога има и снег и поголемо количество на дожд. И конечно да имаме еден репрезентативен спортски терен на кој што ќе им парира нели на светските спортски терени и секако терен на кој што македонската репрезентација Македонија ќе извојува многу победи. И сега морам да истакнам дека вие како акционерско друштво сте надлежни за комплетно одржување и секако теренот во иднина ќе биде под ваш надзор. Подготвени сте за тоа? Да. Акционерското друштво во моментот е подготвено за секој вид на одржување на оваа вештачка трева и на природниот материјал кој што ќе биде засаден врз него. Значи, ние влеговме во еден ангажман заедно со Фудбалската федерација на Македонија да направиме стадион по сите светски стандарди.
акционерското друштво ќе ги презема сите во иднина одржување на оваа тревна површина која што ќе биде наместена од наша страна со поддршка на Фудбалската федерација на Македонија. Како што споменавте и вие пред малку, овој е проект според светските стандарди на УЕФА и ФИФА. Следниот надпревар во квалификациите Македонија ќе го игра со репрезентацијата на Англија токму на овој терен. Ќе биде ли се подготвено за 20 ноември? Јас како представник на акционерското друштво се надевам, да не кажам со сигурност, но Македонија ќе го одгрига на преворот со фудбалската светска сила во фудбал Англија и се надевам дека и само што ќе го представиме како друштво Република Македонија како држава, ќе го представиме и спортскиот дел, односно сите да бидат задоволни. Сите работи се доведени, кажам и претходно во крајна фаза, се одвива последно пред поставување. До надпреварот со Англија имаме повеќе од 30 дена, по сите наши карактеристики и проценки, мислам дека односно се надеваме дека ќе стигнеме и дека сигурно ќе се игра надпреварот со Англија на оваа национална ареда на најмодернизирана опрема во моментот, односно на хибридниот бусен кој што ќе биде врв не само за спортската јавност, туку и за самата држава. Акционерското друштво ќе направи да тој меч биде око за љубители на спортот. И посакам успешно завршување на сите активности за конечно да добиеме комплетна реконструкција на тревната површина на националната арена Тодор Проевски и конечно на следниот, тоа ќе биде и првиот надпревар кој што ќе се игра на новиот терен, да имаме да биде полн со публика стадионот, секако да ечи македонската химна, да навиваме за македонската репрезентација, но и дај Боже да победиме. Така е. Благодарам на гостувањето во вашата емисија. Сите посакуваме успех на фудбалската репрезентација на Македонија. Ние како акционерско друштво ќе се погрижиме да имаат одличен терен за одигрување и се надевам да посакаме да славиме сите. Благодарам. Ви благодарам многу. Бети, ова се најновите информации. Секако, во живо програма на Градови секогаш на нашите гледачи им ги нуди најновите и актуелните информации. Овој пат информациите кои што ви ги понудивме беше од спортскиот терен овде од националната арена Тодор Проевски.